Джошуа вика се е точно дечки, мојата сопруга е корисник на туѓа нема, пара нема, јок се вие точно што кажувате. Да, дел се реков платени. Дел се платени. Поголем дел не се исплатени. Тоа го кажав ја, не дека се денес платени. Но дел од овие се платени, а поголем дел не се платени. Види, ова се вика неликвиден буџет. Неликвиден буџет, значи кога се доцни немаат пари на време. Неликвидно. Да, ама може проверуваат дека дали има злоупотреби. Да, може би проверуваат дека има злоупотреби, ама таа проверка дали некој злоупотребува и дали некој зема социјална помош неправно, тоа не може да ја одложи исплатата на сите кои што земаат други со право. Они проверуваат и не исплаќале. Абе некој зависи од тие пари. Не може се заради вашата истрага да не исплаќате на никого пари. Значи дека таа приказка паѓа у вода. Дека демекони проверувале, затоа се досно. Нека што има во тоа врска исплатете ви и проверувајте си. Ако го фатите, после ќе му ги барате назад. Ај ова да тренеме страна. 2 години имавте време да проверите. Цели 2 години не е проверено дали некој злоупотребува. Значи Фактор е еден од најпочитуваните респектабилни медиуми во државата кои што се занимаваат со економски теми. Значи сега ќе прочитам 3 реда текст од Фактор. Вели: премиерот Христијан Мицковски денеска ги потврди гласините дека во понеделник на 15 декември се затвара трезорот за буџетски плаќања. Ова се прави за прв пат во модерната историја на земјата уште на средина на еден месец за да се подобри неликвидноста со исплатите на државните институции. Значи неликвидност. Веќе имаше бројни реакции во јавноста дека се доцни со исплата на плати во дел од јавниот сектор и со исплата на социјална и државна помош по различни основи. Значи она кое што го збориме веќе месец, два назад, дека имаме сериозна буџетска дупка.